Зошто те нема на националните телевизии кој те стави на црната листа? Па не дека ме ставиле на црната листа, ама ме нема затоа што најверојатно немам издадено песна со спот кој што има некоја тема која што сакаат луѓето да ја слушаат и да ги забавува, и уредниците исто така и телевизиите. Имам тема која што сега дали збори вистина или не, очигледно дека да, затоа што не практикува да пуштаат такви песни. Сега мислам дека тоа е повеќе политика на уредници. Може би они имаат страф или па се врзани со некого на кого му смета таква тема да пуштаат. Имавме едно такво искуство сега со една телевизија, не би спомнувал која, меѓутоа добивме одговор дека политиката на уредниците, шефови како и да е таква да не пуштаат теми кои што обработуваат политичка, сатирична позадина, тема. Така да не, па и добро е што е така, пошто секогаш може да препознаеме дали е вистина или не по тоа што нема да го пуштаат. Ако не го пуштаат, ако имам па сега малку гледаност, ако не е толку експонирано и презентирано по медиуми, значи дека нешто има во него, има некоја тежина која што ете им смета на тие кои што пропагираат нивни концепт, нивна идеја. Така да немам некое лошо искуство околу тоа дека обработувам вакви теми, не е ни сега прв пат, не сум ни прв, нема ни да бидам последен, него тоа имало постојано се правела, се обработуваат такви теми. Сега цената е таа, нема да ме гледаат како претходно што ми гледале некои видеа или песни што ги слушале кои што биле од забавен карактер, него ќе си има, што би рекле, одредена клиентела. Или оние луѓе кои што стварно сакаат да слушнат и да видат и да чујат, ќе слушнат. Има некои луѓе што слушаат, има некои што не слушаат. Сега тоа без разлика колку е квалитетно или има вложено труд. Али мислам дека си го наоѓа, ќе си го најде патот самата песна, тема, спот, ако збориме за Под контрола и Прљаво на Балкан, за тие конкретно песни кои што ги одбегнуваат да ги пуштаат медиумите, и добро што е така. Кој е твојот став за спонзорирањето на македонската музика? Спонзорирање, збориме за субвенции или за спонзорирање другар, спонзор, пријател, конкретно, значи за субвенции. Па тоа мислам дека државата требало да застане позади уметноста уште од многу оддамна. И сега ова се случува како задниот период кога треба да добијат партиите или тие луѓе кои што се во таа програма, во тој концепт, па работат на тоа поле, мора да добијат поени и така играат. Све му нудат на народот за да му биде убаво, за да имаат поени, гласови од него. Тоа е, сите го прават така. Значи не само актуелниве политички партии, него сите. Тоа е идеја, постоела од секогаш од кога постои политика, и таму стојат ставки неколку. Еве вака треба да играте со луѓето, овака се манипулира, овака се контролира, и се овие ги зимаат тие трикови и ги пласираат во јавноста кај луѓето, кај уметниците, музичарите, спортистите, и во секоја гранка гледаат да најдат интерес. Исто и кај музиката, субвенционираат, нели, помагаат као на уметниците, меѓутоа помагаат на оние кои што играат по нивно. Немам ништо против, нема тука ништо лично. Меѓутоа, можеби јас не стојам на страната на таа идеја, политика, и на тоа како ја играат. Немам против индивидуа, ни една немам ништо. Ги разбирам. Они избрале така, јас сум избрал вака, имам право на избор, они имаат право на избор. Па сега тука ќе видиме како ќе тече понатака играта. Меѓутоа, тоа е тоа. Јас да сум за да има субвенции. Значи тоа требало од секогаш да се помага на уметниците. Значи ние имаме дефицит од тоа. Нема приходи, нема пари у музика, уметност. Нема многу музичари, многу индивидуи кои што можеби да имале пари да отворат
нешто студио или гаража да опремат да направат, инструменти да купат или било што, би биле многу поуспешни доколку се вложувало во такви уметници, затоа уметноста страдала од секогаш, кај нас сега им текнува као еве да, ама меѓутоа у погрешни места они на погрешно поле садат нешто. Очигледно е тоа дека сум за субвенционирање на уметност, меѓутоа прави луѓе на прав човек да му дадат, да му помогнат, кој што стварно е за добро на општеството, за Македонија и така натака. По Под контрола, песната и спотот Прљево на Балканот е втора која директно ги опишува состојбите во нашето општество и пошироко. Кои се твоите очекувања од овој проект? Очекувања, како да ти кажам, се трудам, постојам секогаш сега. Тоа ми е многу важно. Очекувања, на моменти да прелетувале мисли како ќе биде, што ќе биде, меѓутоа тоа ме оптеретува многу. И само ми создава идеи, концепти кои што можеби па и сметаат. Многу ми е поубаво кога за некој проект кога ќе го направам, само едноставно дадам некоја намера, настојувам да тој се оствари, реализира и да го најде вистинскиот пат сам по себе, бидејќи е даден од намера. За разлика од тоа да сега имам некои очекувања, па да мислам како ќе испадне, него како ќе испадне, така ќе испадне, како ќе движи, така ќе движи, кој ќе го гледа, тој ќе го гледа, кој нема да го гледа, нема да го гледа. Ако има добра критика е добра, ако има лоша е лоша и така натака. Допира до вистинските луѓе, допира. И жива материја е. И така натака, и така натака. Нема крај. Очекувањата само се бариера, рамка. Очекувам дека ќе имам толку и толку гледаност и крај, толку и толку гледаност, или дека ќе постигне таков и таков успех и толку. Не сакам да имам бариери, да имам рамки или очекувања, него едноставно сакам така да живее тоа и да постои како што јас сакам да постојам, затоа што е од себе. Политичките и општествените состојби секогаш биле инспирација за уметниците и како ќе оцените во тој контекст македонската уметничка и интелектуална сцена? Колку уметниците и интелектуалците во Македонија во периодот се општествено одговорни? Па биле од секогаш, са некој повеќе активен медиумски, некој помалку, меѓутоа тоа е основата на секој уметник да биде општествено одговорен. Така едноставно да биде некоја урбана градска фигура, икона која што многу луѓе ќе се поистоветуваат со неговата идеја, љубовта која што никнува од тој уметник, од тој артист. Ги има секаков вид на уметници и артисти и многу има што работат за општествено добро, многу има кои што не работат и не го гледаат тоа како така, него го гледаат чисто као работа која што поминува и да стекнат дали слава или да бидат привилегирани, имунитет и така натака. Сум го почувствувал јас тоа. Искрено. Сум ги почувствувал сите придобивки од тоа да бидеш популарен. Меѓутоа настојувам да го искористам сето тоа за добро на општеството, за општествено добро, што би рекле. Не сакам да го искористам тоа во негативна конотација. Еве веќе ако бидам пример, сакам да бидам пример во позитивна конотација за било кој, да му кажам дека штом јас можам ова да го направам, еве го патот отворен е, оди го ако сакаш ти да го направиш истото. Значи тоа е, мислам дека вистинската вредност на уметноста, да се отвори патот, да се изоди и да се пренесе на другите за да се расшири таа идеја дека стварно можеме буквално све да направиме.